Јас знам дека многу земјоделски фамилии не можат да си ја платат ни струјата и живеат во темнина со свеќа. Се фали Груевски дека давал субвенции. Дава субвенции, ама на погрешни луѓе, на луѓе не земјоделци. Субвенциите треба да ги добиваат вие, правите земјоделци. Од оваа власт не можеме ни да очекуваме подобро. 100 пати кажав на собранијската говорница за исплата на штетите кои што требаше да бидат исплатени од поплавите минатата година кои што се случија речиси во овој период, 25 и 26 февруари. 100 пати за да платат само 10% од тоа што ви беше проценето. На почеток барам една дозвола од вас. Да ми дозволите да ви кажем нешто лично, ама многу лично. Пред 10 дена од врвното раководство на партијата разбрав дека ќе бидам носител на изборната единица број 4. И нормално, првите неколку мига беа неизмерна радост, а после тоа следуваше чувство на огромна одговорност, чувство и желба да се даде се од себе, да се оправда претходниот најдобар резултат во четворка кој го освои Зоран Заев. Не знам дали само Груевски и неговата фела не гледат што ни се случува во Република Македонија. Па ќе му кажам на Стево Пендаровски да ги извади на очарите и да им ги даде да видат што е реалност и вистината во Република Македонија. Овие 5 години ние како да немавме председател. Нашиот досегашен председател беше само послушник на премиерот и аминуваше и даваше согласност на се. Уште од 2006 година ветува гасификација на Македонија. Една цевка нема ставено во државата. Струмица е целосно гасифицирана, куќите се приклучуваат на газ, училиштата и градинките втора година се греат на газ како град. Почнуваме со реализација на проект по полето Струмичко, да го гасифицираме и те како има разлика меѓу Заев и Груевски. И знам дека ќе ја добијам чест да ја составам наредната влада. Но рете, од таму кај што си, да побараш поддршка прво од своите. Затоа, вечерва сакам од моето Муртино, од селото по чии улици трчав, на нивите по кои што заедно со вас работев, со сите мои роднини и пријатели кои што ги имам овде, и по мајка и по татко, роден овде, пораснат овде, да побарам поддршка од сите, вклучително и од членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН. Заради тоа што ме знаат каков сум, никој немам вратено и на нив имам помагано. Јас сакам да испратам пораката на пријателство. Сите сме роднини, толку ни е мала земјата. Не смееме да се делиме. Македонец на македонец не смее нож во грбот да забие. Мораме заедно, сплотени, единствени, да ја градиме оваа наша Македонија. Тоа им го гарантирам на сите во државата и знам дека ќе биде така.